Добар ден, ученици од 4-то оделение. Јас сум наставничка Симона Симоновска од Основното училиште Коле Неделковски од Скопје. Нашата денешна наставна содржина е обработка на текстот Ало Зоки, како си? Целите што ќе ги научиме на овој час. Да ја доживеат и разберат содржината на текстот. Да умеат да ја извлечат пораката од текстот. Да ги определат карактерните особини на личностите. Да ги воочат добрите и лошите постапки при што се поттикнува убавото однесување во комуникација по телефон. Да стекнат навики за убаво и културно однесување при телефонски разговори. Да ја разберат дефиницијата за бон тон. Пред да започнеме, да повториме за бон тон. Зборот бон тон е француски збор што значи добар тон. Под бон тон подразбираме правила за убаво однесување кон другите и околината или кодекс на однесување до кој би требало да се придржуваат сите. Бон тонот насочува како треба да се однесуваме, изразуваме, изгледаме, комуницираме, гестикулираме и друго во речиси сите ситуации од секојдневниот живот. Бон тонот најстрого го осудува навредувањето, понижувањето, некултурните постапки и физичкото насилство. Лицата што не го познаваат бон тонот и не ги почитуваат правилата на културно однесување се непристојни и лошо воспитани. Секоја личност ги познава барем најопштите правила на бон тонот. Тие се учат за време на растењето, учењето и се сметаат за дел од воспитувањето на личноста. Децата учат како да се однесуваат додека јадат, кога комуницираат со возрастните или кога се дружат со нивните другарчиња. Со следењето на овој час ќе научите неколку правила за убаво и културно однесување за време на телефонски разговори кои ќе ти користат во секојдневието или бон тон при телефонирањето. Ајде да размислиме на следниве прашања. На кој начин секојдневно комуницираш со другарчињата? Со кого најчесто разговараш на телефон? Зошто им се јавуваш? Ученици, отворете на страна 12 во учебниците и внимателно прочитајте го текстот Ало Зоки, како си? Ало Зоки, како си? Убаво воспитаното дете се познава по многу ситници. Една од нив е телефонирањето. Навистина, како телефонираме? Пред некој ден, мојот другар го бараше неговата пријателка. Ало Зоки, како си? Веднаш испеа таа. Овде е Перо, а не Зоки, и одговорив. А, ти си Перо. Слушај, кога ќе дојде Зоки, речи му да ми се јави. Ама јас не знам кој го бара, и велам. И така си поразговаравме, за на крајот од разговорот, таа да го спушти телефонот, а јас не можев да ја пренесам пораката, бидејќи навистина не знаев со кого разговарам. Сеќе беше во ред, ако разговорот почнеше вака. Ало, овде е Мимоза, го барам Зоки. А да не зборуваме за тие што заспиваат по телефонот. Живеат речиси на иста улица, а водат маратонски разговори по телефон. По телефон разговараме онолку колку што треба, за да се договориме нешто, а надолго и на широко ќе разговараме штом се сретнеме. Во вашите тетрадки по македонски јазик напишете што знаете за телефонскиот разговор и што сакате да дознаете на крајот од овој час. На крајот од часот напишете што сте научиле и пишувајте во ваква табела. Во полето знам, напишете се што знаете за телефонските разговори. Во полето сакам да знам, напишете се она што би сакале да научите за телефонските разговори од овој час и на крај
во полето "Што научив?" напишете се што сте научиле за телефонските разговори од овој час. Ајде малку да поразговараме за содржината на текстот преку прашање. Прочитај го уште еднаш текстот и откри каде сгрешила другарката на Перо. Зошто Перо не му ја пренел пораката на Зоки? Што мислите вие, ученици? Дали Перо не сакал да му ја пренесе пораката на Зоки или сепак причината била нешто друго? Си постапил ли некогаш при телефонирањето како мимоза? Дали може би ти се случило некогаш да бидеш превозбуден за нешто, па сакаш многу брзо да ја соопштиш веста на другарчето и не сваќаш дека постапуваш како ова девојче од текстот? Сигурно на сите ни се случило вакво нешто барем поеднаш. А што мислите? Каде е нејзината грешка? Јас мислам дека грешката е многу лесно воочлива. Што мислите вие? Дали лесно можеме да видиме каде е грешката на мимоза? Ако добро размислиме и ако добро сме го прочитале текстот, ние многу лесно можеме да дадеме одговор на ова прашање. А што можеме да заклучиме од обраќањето на мимоза? И за ова прашање, драги ученици, одговорот можеме да го најдеме во текстот. Може би и мимоза била возбудена за нешто, па за момент заборавила да се представи. Верувам дека лесно ќе ги одговорите овие прашања. Да ја слушнеме пораката од текстот "Ало, Зоки, како си?" За време на телефонскиот разговор да се однесуваме убаво и културно, да ги почитуваме бон-тон правилата. Подсетете се и редоследно запишете во тетратката како треба да се одвива еден културен и јасен телефонски разговор. Поздравување, представување, замолување, отпоздравување, извинување, краток разговор, а сега еве неколку телефонски бон-тон правила. Не звони во доцните часови. Веднаш поздрави и представи се. Зборувај јасно и разбирливо. Не зборувај долго. Користи културни изрази, ве молам, бидете љубезни, ви благодарам. Користи поздрави. Добро утро, добар ден, добра вечер, пријатно, до гледање. Неколку предлог активности за дома. Активност број 1. Напиши во твојата тетратка неколку бон-тон правила за однесување на различни места и различни ситуации од секојдневниот живот. Во училиште, автобус, театар, продавница, на роденденска забава и така натаму. Активност број 2. Ова е техниката прозорец. Пополнете ги табелите и работете во вашите тетратки по македонски јазик. Што ти се допадна во текстот и што не ти се допадна во текстот. А сега да ги прошириме нашите знаења. Ова е Александар Греам Бел. Тој е американски научник од шкотско потекло и е пронаоѓач и творец на првиот телефон во 1876 година. Телефон, теле, далеку и фон, глас, е уред кој им овозможува на лицата да водат разговор кога тие не се во близина. Прошири ги своите знаења уште повеќе. Една истражувачка активност може да пребарате на интернет. Што е јавна телефонска говорница? Која е нејзината намена и на кој начин се користела? Размисли и истражи. Каква е разликата помеѓу фиксниот и мобилниот телефон? Можеш да разговараш со некој од возрастните во семејството. Драги ученици, ви благодарам за вниманието.